Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш, прва во оваа работна недела. Да започнеме со неколку информации кои што се, да речеме, тазе. Една за почеток исклучително тажна вест, веројатно знаете, почина уште еден од тешко повредените во трагедијата во Кочани, со тоа бројката на починати се зголеми на 61. Навистина ужасно, да им изразиме сочувство на роднините и на пријателите и на овој човек кој го изгуби животот. Да се надеваме дека сите повредени, сите останати повредени ќе се вратат дома и ќе успеат целосно да закрепнат. Во меѓувреме една исто така грда вест ја погоди јавноста, имено за прегазувањето на она девојка Теодора, 22 годишна. Денеска Тетошкиот суд донесе, според многумина скандалозна пресуда, имено на представникот му беше доделена, односно беше пресудена казна од само 2 години затвор. Најпрви казната беше 3,5 години, а потоа по неговата жалба е намалена на 2 години и ова верувам дека многу зборува за нашиот правосуден систем, кој што успева да го пробие дното, речиси секојдневно и да ни покаже на сите нас како не треба. Во меѓувреме на политичката сцена имаше една исклучително тесна битка за тронот на СДСМ. Венко Филипче успеа да победи против никој, беше единствениот кандидат на изборите и сега го зацементира своето владење во оваа опозицијска партија во следните 4 години. Во коалицијата Вреди, која што е дел од власта, има сериозни превирања. Армен Таравари како да се одвојува од останатите членови на оваа коалиција. Расправата околу тоа дали тој навистина се обидува да се доближи до Дуи или можеби другите партии, односно челници на партии се во контакт со Дуи, дали тамо навистина има нешто поголемо или само се некакви пресметки внатре коалициони во обид да се да се зголемат собствените влогови пред локалните избори, не знаеме, но ќе видиме како ќе оди понатаму, затоа што на крајот на краиштата локалните избори се прилично брзо и едноставно секој ќе мора сакал некел да ги отвори картите. Што се однесува до судењето на Палчо и неговите соучесници во грозоморното убиство на Панче и Вања, и таму имаме некои нови моменти. Таткото на Вања сведочеше денеска, дали е заверување тоа што го зборуваше или не знаеме. Судот ќе ја донесе конечната одлука, но тој вели дека ништо не знаел и дека четворицата останати убици практично тоа што го направиле без негово знаење. Околу добра или недобра вест, еве сакам да споделам со вас нешто што го прочитав буквално сега. Именно научниците од САД успеа да оживеат. Внимавајте, да оживеат волци кои што не постојат во природата повеќе од 12.000 години. Ова се изумрени видови, така наречени страшни волци. Жал ми е што не можам да ви го прикажам видеото. Компанијата Colossal Biosciences успеала да ги оживее овие волци кои што се познати по нас фамозна серија Игра на троновите. Внимавајте, делови од ДНК биле земени од лобања на некој таков волк стара 72.000 години, пронајдена во Айдахо, и од 13.000 години стар зап во Охајо. Биле земени во барајки низ музеите во САД. Дали изигруваме богови, ова е прашање во обидот да ги оживееме животните кои што повеќе ги нема, додека ги уништуваме овие што се уште се тука со нас, е прашање веројатно од $1 милион. Ова е веројатно и етичко, меѓутоа и на некој начин психолошко прашање и практично со ова ве воведувам во вечерашниот разговор. Имено мојот гостин е универзитетски
професор, експерт по когнитивна психологија. Некои велат пошармантен од мене тоа ме нервира. Меѓутоа човек ја прифаќа вистината, имено со мене вечерва е професорот Атанас Кријаковски. Добра вечер, професоре. Добра вечер, Драган, фала ти на поканата. Сите имаме некоја форма на убавина. Така? Сите имаме некоја форма на убавина и јас сум фин и ти си фин, како оди тоа, сите сме супер на овој свет. Професоре, вие сте експерт по когнитивна психологија. Малку е тешко да се објасни, инаку да кажам за тие што не знаат, ако има такви, вие ги завршите вашето високо образование во Јапонија, во Кобе, така? Кобе има еден познат стек од Кобе, ако не се лажам. Да, Кобе биф, Кобе стек. Кобе биф, Кобе стек, кој што е многу скап и покојниот Коби Брајант, ако не се лажам, точно го добил името по тој стек, бидејќи татко му бил во Кобе во времето кога Кобе Брајант требало да се роди и помислил дека е одлична идеја да му го даде тоа име. Да, наистина не ја знаев таа тривија. Да. Инаку Кобе градот во превод, ако се видат канџите, значи портите на рајот би можел. Портите на рајот. Да. Канџи, кога велите канџи, мислите на јапонските карактери, да. Јапонски карактери, јапонската знаци, да. Азбука условно кажано, иако тоа не е азбука, нели? Професоре, да имам со вас многу сериозни разговори, да предупредам, вие не се занимавате со клиничка психологија, тоа значи, како некој од моите претходни гости со кои што имав работа во последниот период, значи не се занимавате со терапија, туку разговарате односно размислувате на академско ниво, чисто научно и стручно. Разговорот со вас можеби од тој аспект ќе биде малку потежок за разбирање, но вие знаете како треба сето тоа да се поедностави за да им биде разбирливо на сите. Еве за почеток морам да ве прашам, иако веќе оди насловот кој што го гледате, околу ова оживување на животни кои што повеќе ги нема. Намерно реков изигруваме или богови. Сметате дека таа оценка е точна? Јас мислам дека изигруваме научници. Сега не ги знам деталите од самата вест, самата студија, сепак нели е малку како така на популарна статија напишана така некој ниво. Добро, да. Но работата на технологии преку кои што нели се оживуваат да речеме геноми на изумрени животни е битна работа. Затоа што во суштина не се работи за технологија која што оживува одредено животно, туку за една технологија која што може да перпетуира информации во иднината. Значи, ефективно, според мене е многу битно да имаме технологија која што ќе може, дури ако, претпоставиме во иднина било и човековиот род, нели, да изумре, технологија која што ќе може преку зачувана форма на одреден код, нели нашиот генетски код, во иднина повторно да не оживее. На некој начин тоа ни дава заштита, да. Практично можност да го продолжиме видот. Иднина ете така. Тоа е основата, се согласувам, меѓутоа некој ќе постои прашање, па добро, утре ќе ги оживееме неандерталците, не знам, па ќе се најдеме со оние што сме ги уништиле пред не знам колку илјади години, кои што не биле ривали практично. За жал така многу популарни филмови, нели, произведуваат таков имидж како луди научници во бели мантили кои што па диносауруски извади од нека. Да, Jurassic Park и некои такви работи, но во суштина тоа се најчесто извитоперени информации во јавноста кои што не се доволно разбрани. Не знам, можеби научниците работеле на технологија на зачувување или на екстракција на ДНК од веќе изумрен вид, но тоа не значи и негово оживување или повторно репопуларизирање и така натаму. Значи многу се битни тие ситни детали, значи што се истражува, како се истражува. Па геолог секогаш е во деталите. Да. Се согласувам. Една од темите за која што сакам да разговарам вечерва со вас е изложеноста и тоа постојаната изложеност на лоши вести. Ако така смеам да го дефинирам тоа, вие од време на време се јавувате и на социјалните мрежи, пишувате по нешто, вака пуштате загатки за јавноста, до тие што сакаат да размислуваат во тој правец. Меѓутоа факт е дека ние како луѓе на 21-виот век сме постојано изложени на стравичен број на вести, не само новинарите кои што тој ми е работа, туку буквално секој. Социјалните мрежи, генерално медиумите се преплавени со информации кои што човек тешко може да ги собере и свари во главата, а мора, бидејќи тие некаде мора да одат сега, што да им правиме.
И еден од тие психофизички ефекти практично од таа постојана изложеност на негативни или лоши вести е тоа што ние на некој начин стануваме зависни од нив. Дали тоа точно? Ајде вака да почнеме од почеток. Поголема е приказната, нели? Само да се надополна на почетокот, тоа не значи дека например клиничката психологија не е научна дисциплина, тоа е строго научна дисциплина. Но битно е да се разјасни во јавноста дека психологијата како наука е многу широка, значи таа е составена од многу поддисциплини и односно области, така се нарекуваат, нели, според некои таму фраскатиеви листи. И клиничката психологија е една област во психологијата која што исклучително се насочува кон проучување и третирање на одредени, нели, патолошки појави во однос на психолошкиот живот. Да. Но повторно медиумите направиле таа да биде практично представена како единствена. Обично така, луѓето затоа што луѓето одат кај психијатар или кај психолог и бараат совети, лежат на она креветче и Така. Обично тоа е стереотипот за психологијата, дека е дисциплина која што се занимава со патолошки состојби, најчесто, но реалноста е поинаква, има многу области во психологијата, од области кои што воопшто нема допирни точки, например, со било каква патологија, и се, да речем, многу поблиски до роботика, например. Навистина? Да, отколку клиничка работа. Има, еве да речеме, социјална психологија, го проучува влијанието на луѓето кои што го имаат едни врз други во некаква си, нели, типична форма, не патолошка форма. Имаме, не знам, организацијска психологија, која што го проучува однесувањето на луѓето во организации или организирани системи, единици, да. Има дури, тоа се нарекува human factor psychology, да речеме, кое што ја интересира интеракцијата помеѓу човекот и средината во однос на дизајнирање на нешто. Например, како да дизајнирам кокпит во авион, кој што ултимативно најмалку ќе доведе до случајни грешки од страна на пилотите. И тоа стрикно се поврзува со начинот на кој што нашиот мозок, например, процесира информации и така натаму. Значи, психологијата е многу широка и комплексна наука и затоа се обидуваме, нели, малку и да делуваме едукативно, да ги натераме луѓето да не размислуваат само во контекст на клинички појави, клиничка психологија, точно, тоа е многу голем дел, но психологијата е многу повеќе од тоа. Потребно ни е да го разбереме и неклиничкиот ментален живот. Така, не. Благодарам за ова разјаснување, верувам дека е важно и повторно како да не го повторувам прашањето, колку сме ние зависни, односно не може да кажеш колку сме, туку колку луѓето стануваат зависни од негативни вести откако ќе бидат торпедирани од нив. Така, да. Живееме точно убаво, може на ти, нели, драго, да се дружиме по време. Точно живееме во ера на изложеност на многу информации, посебно ера во која што дефинитивно нашиот веќе физички живот се префрла на социјалните мрежи, односно во таа дигитална средина. Во една друга емисија со исто така голем поздрав до Богдан, во неговото шоу исто разговаравме за ефектите на дигиталната технологија воопшто и таму покажавме некои слайдови кои што од одредени институции кои што истражуваат колку луѓето поменуваат, например, периоди или време од својот живот на дигитални технологии, на интернет, на социјални мрежи и така натаму. И во просек некаде околу 7 часа излегува на глобално ниво. И ако го поделиме денонокието, така 24 часа на 3 дела, испаѓа дека 1/3 од нашиот живот ја поминуваме во овој контекст на дигитални технологии. А со оглед на тоа дека 8 часа во просек се спие, така, излегува дека половина од будниот живот го поминуваме на социјални мрежи. Така што полека некако го пренесуваме нашиот живот во тој дигитален домен, или јас се нарекувам таа дигитална средина. Сега нормално ние доаѓаме со одредено еволуцијско минато, со одредена биологија која што еволуирала и се адаптирала многу порано во нашата историја, значи зборувам за стотици илјади години пред нас.
и која што еволуирала во дадена средина. И сега ние ги носиме тие значи биолошки предодрености. Таа некоја условна меморија, така? Па буквално тоа е впишано и во нашиот геном и во социјалната трансмисија на вредности и така натаму. И зошто е ова битно? Затоа што генерално како дел од животинското царство и ние имаме така наречена пристрасност кон негативното. Што значи тоа? Тоа значи дека за да одреден организам или одредено животно преживее во една средина каде што има постојана опасност од предатори, така? Многу повеќе има смисла да инвестира во рана детекција на опасности. Односно, неговиот когнитивен систем и неговата психологија малку повеќе да има пристрасност кон детекција на негативни појави. Затоа почнуваме многу далеку за да поставиме сцената да дојдеме до моментот на влијанието на негативните вести. Како пример, не знам, срната мора инстинктивно некако на некој натрешен начин да има постојано чувство на внимателност, затоа што не знаат кај ќе дојде предаторот да ја така, не само предатор, туку например и детекција на одредени типично непредаторски стимули. Конкретен пример, дури нашето сетило, например, за вкус, не е подеднакво сензитивно на 4 видови на густаторни папили кои што ги имаме, нели, за сладко, солено, кисело и горко. Тие се основните, така? Најмалку сме сензитиви на сладко. Значи, ако видиме пропорционално, 1:200, односно, тоа би било како би го објасниле. Значи, многу повеќе стимулација ни треба за да детектираме сладко. Солено е 1:400. Кисело е 1 во 130.000, мислам дека така се пресметуваат пропорциите, додека горко е 1 во, ако добро се сеќавам, 2 милиони. Значи, зборуваме за сензитивност изразена како дел од пропорција. И сега што ни кажува тоа? Зошто е вака поставено? Сладките работи, типично во природата, не се штетни, односно не се опасни. Не се опасни, така. Нели, ако изедеш јаболко, да се збориме повторно во еволуциски термини. Так. Односно нудиме дистално објаснување на долг временски период за да го разбереме сегашното. Целосно разбирливо. Так. Се обидувам да бидам што поне академски за да бидам поразбирлив за сите. Исто така и соленото. Но веќе кисели работи, обично јадењето, односно овошјето и зеленчукот, скиселува кога почнува да се расипува. Така е. И веќе добиваме некаков еволуциски притисок за станеме малку посензитивни во тој контекст, за да детектираме што порано киселост, со цел да се заштити организмот од штетните влијанија на потенцијални труење. Не страф, еден вид автоматизиран систем кој што е дизајниран за порана детекција, на пример, на расипена храна. Так. И обично, сега одиме кон вкусот горко, обично отровни работи често пати го содржат тој стимулус, односно горчината. Така што отровната, работа, отровната храна е многу опасен стимулус за нас. И затоа од еволуцијска смисла на зборот има многу поголема вредност што порано се детектира. Значи сме многу посензитивни во тој аспект. Барем од тоа што го читам на литературата, за да го објасниме. Сега истиот овој принцип да го пресликаме, да речеме, на други психолошки појави, така? Детекција, на пример, на гневни лица. Многу побрзо луѓето, ако им покажеш, на пример, дисплеј на многу лица со различни фацијални експресии и изрази, многу побрзо детектираат гневни лица, отколку, да речеме, неутрални лица, неутрални експресии или да речеме тажни лица. Значи, тоа е константна онака пронаоѓање многу интересни семинални студии во когнитивната, социјална и така натаму психологија. И тоа повторно рефлектира на истиот принцип, пристрастот кон негативност, затоа што
многу поопасно е гневно лице за нас отколку тажно лице за нас. И затоа ја правиме ова поголема слика да видиме зошто природно човекот и останатите животни тежнееме да детектираме негативни појави. Така, сега го објаснивме еволуциското. Така, сега влегуваме, предпоставувам, во актуелниот миг, технолошки напреден. Така, сега замисли таков организам, такво животно кое што е сензитивно кон опасности или на англиски тоа се вика threat detection. Се наоѓа најнаш во современ свет на дигитални технологии каде што има водопад информации, како што и кажа самиот, значи ние сме премногу бомбардирани од тоа. И практично има неизмерен извор на негативни стимули. Значи било каде. Тоа значи дека ние природно почнуваме да ги бараме подсвесно, или? Не значи дека ги бараме, туку сме посензитивни едноставно, ако се присутни. Една добра, една лоша вест, Так, и ако ги вредите вака по некоја низа, така, поосетливи сме на лошите. Пример сега, не знам, ако има, не знам, змија или кабел во студиово, многу побрзо ќе забележиш змијата. Добро, тоа не значи дека бараме змија во моментов, но сме посензитивни кога ќе се појави некаква таква стимулација во средината. И сега нели доаѓаме до тоа дека едноставно сме веќе наштимани. Тоа не значи дека не можеме да детектираме позитивни стимули, напротив, но затоа веламе пристрасност. Има малку дисбаланс. Така, природно сме наштимани да го детектираме прво ова, окей? Така. Тука е јасно. Така. Сега, што се случува со појавата на мас-медиумите? Нели обично луѓе забележуваат и луѓето во индустријата, уште ова е познато уште од времето на првите печатени весници, така, дека лошите вести продаваат. Точно така. Така? Апсолутно. Сега ги поврзуваме овие две работи. Нашиот природен интерес и сензитивност кон негативни стимули и детекцијата, например, од индустриите, каде што нели промоција на негативна вест го зголемува интересот. И веројатно едноставно е природен след на начинот на кој што ние функционираме. Нели? Добро, но тоа да речеме дека медиумите го сватиле тоа. И сватиле дека тука има бенефит за нив. Од тој аспект ми јасно. Меѓутоа, човекот, приватниот човек, било кој, common man, тоа едноставно го голта затоа што не може да си помогне на себе. Така ли? Еве да дадеме ваков пример. Одите по улица и за несреќа има сообраќајка, така? Едноставно невозможно е да не го гледаш тоа. Односно да дури со сила се обидеш да го отргнеш своето внимание од тој момент. Нема шанси, да. Е многу тешко. Не само што луѓето не го запираат, моето искуство кажува дека луѓето и запираат, одат на тоа место, не нужно за да помогнат. Помошта може би веќе е дојдена или не знам што, но луѓето имаат потреба да се соберат околу место. Така, тие негативни моменти, негативни стимулации се исклучително силни во грабањето на нашето внимание и држењето на истото. И токму затоа сега кога живееме во ера каде што се купува и продава внимание, Google, YouTube, социјалните мрежи, било која да е Facebook, се борат всушност за нашето внимание, она што го нарекуваат економија на вниманието. И кога самиот бизнес модел нали се бори за нечие внимание, е стимулиран да има и сензации и промоција на негативни содржини, затоа што едноставно тие повеќе го задржуваат и го грабат вниманието. А ги има колку сакаш, особено во наше време, лесно е да пронајдеш такви вести, условно кажано, такви информации, не само туку на секаде по светот. Имаме впечаток дека само тоа се случува. Точно. Имавме еден момент, еве ако смеам да се иако ќе ми замерат што ви прекинувам, професоре, имаме ситуација во која што се случи онаа страшна трагедија во Кочани за која што зборував на почетокот, и потоа имате информации за сообраќајна несреќа, за не знам некаква криминална пресметка или што и да е, кој што се случуваат едноставно, нема очигледно нема спас од нив, меѓутоа на многу едно по високо ниво ги воспријаме.
Аха, малку не беше ова, еве сега и ова. Еве сега и ова. Иако тие работи се нешто што ќе се случува за жал, нема тоа така. така. Лошите вести се многу она што се нарекува емотивно потентни. Емотивно потентни. Потентни, да, предизвикуваат силни емоции, нели? И едноставно тоа е механизмот преку кој што тие функционираат. Уште еден дополнителен проблем е што денеска светот е едно, не би рекол глобално село, глобално мало, глобална зграда. Така. Значи, и буквално не се добиваат само негативни содржини од реалната средина и локација кај што живее, значи трагедијата во Кочани сосема оправдано се третираше, така. затоа што директно навистина не засега, Сите непосредно, нас, сите нас. Тука е, блиску е. Но, еве, например, земјотрес во Мијанмар, авионска несреќа Така. на некое далечно Мијанмар во место. принцип ние сме голем дел граѓаните не знаат каде е. Но Да, но сакам да кажам дека модерните технологии, дигиталните технологии носат, го бришат тој временски и географски простор Така е. И го прават носат, тука. Така, носат лоши вести од секаде на светот. И веројатно луѓето се во право кога имаат впечат дека само за лоши работи читаат по медиуми, веројатно затоа што тоа најмногу и мотивира да се обрне внимание. И доаѓаме тука до моментот на оно што го нарекуваме doom scrolling. doom scrolling. Да. Тоа на англиски би ја. било на македонски тоа би било прелистување на пропаст, така Па, на пропаст прелистување, дали мрачно прелистување. или мрачно прелистување. Каде што на некој начин дури стануваш зависен од таков вид на содржини, каде што Зависен? Да, во однос бараш некаква си стимулација или покрај од некакво чувство дека пропушташ некои важни настани или Да. проблеми, опасности кои што се А сатисфакција се појавува при тоа? па Бидејќи многу пати се прашуваат луѓето дали всушност уживаат во тоа што го читаат, тоа што не би требало да биде предмет на интерес или не толку многу. зборот уживаат на англиски се преведува како pleasure, така, еден од најдискутираните и најкомплексните концепти во историјата на филозофијата и психологијата. Но pleasure, не joy, така? Па pleasure, да, уживање, вака, што подразбираме под уживање? Задоволство од одредено Но нешто што е тоа задоволство? стимулира. Дали нешто од некаква си неутрална состојба, која што се будиш и не чувствуваш ништо, и се случува нешто убаво, па од неутрална состојба ти, не знам, се чувствуваш убаво, Добро. или пак одиш кон позитивна валетност, или пак од чувствување лошо одиш кон неутрална состојба. И тоа е еден вид на Многу начин интересно. подобрување. Да, многу интересно. Така што, веројатно, моментот и лично јас, сега нормално би требало да видиме студии на темата, но моментот со привлечноста на лошите вести е токму од тоа. Затоа што на некој начин веројатно редуцираат, како се вика, uncertainty, несигурност во средината. Односно, луѓето го редуцираат тој, да речеме, таа анксиозност или таа страв со тоа што ќе прочитаат за веста, ќе добијат некаква информација околу тоа и тоа ги враќа во неутрала. Многу ми е ова интересно, но Тоа е комплексно моето толкување професор. на нешто. Добро, но не кој значи се дека е уживање во класичната смисла на зборот. се кој разбира, користиме, се разбира, да. не зборам за екстремни, тоа е веќе Едноставно, психопатологија. редуцирање, да речеме, на некаква си анксиозност или Така е. стравување. Добро, но ефектите, кои се негативните ефекти од оваа работа? Па може да замислиме дека постојаната изложеност на негативни информации ги активира нашите стресни системи, стресни механизми. Исто е битно и гледачите да знаат дека, пошто јас многу мислам, без еволуцијска психологија не можеме да ги разбереме овие феномени во денешница, затоа многу инсистирам претходно да се даде бекграундот, приказната, позадината, па и самиот стрес како форма на реактивност на организмот еволуирал со некаква функција. Значи, не за џабе имаме стрес респонс. Што е функцијата на стресот? Е да го подготви организмот за некаква акција. При стресна промена на физиологијата, нашиот организам се активира во смисла на забрзано дишање, забрзано очукување на срцето, значи
донеси што е можно повеќе кислород во органите и мускулите. Донеси што е можно повеќе крв. Така? Тоа е подготовка на организмот, точно така. За соочување со нешто, односно подготовка на организмот за 3 начини на действување, она што се нарекува fight, flight or freeze, значи респонси, значи да се бориш, да избегаш или да се смрзнеш. Или да смрзнеш. Тоа е стандардно, да. Така. Сега, зошто е корисно да имаш механизам во телото кој што се активира во вакви состојби? Затоа што нормално ги зголемува шансите за опстанок. Стресот те прави внимателен, vigilant, како се вика на македонски, тоа би било попредпазлив. Предпазлив, да. Те прави побрз. Така, кога некој со активирано тело, обично е многу попредпазлив, побрз, подинамичен и така натаму. Овде асоцирате на позитивни работи од стресот, иако општо е прифатено дека и за тоа се зборува масовно, дека стресот на среднорочно или на долгорочно ниво може да ве убие затоа што Јас го опишувам акутниот стрес. Значи, акутниот стрес, оној краткорочен стрес кој што е поврзан со одредена непријатна ситуација со кој што во моментот во кој што мора да се соочиш, е многу корисна појава. Затоа што ти ги зголемува шансите за преживување. Но потоа последиците се нешто друго. Но доколку постојано ти си изложен во такви средини каде што постојано си изложен на разни видови на стресори, времето, тоест телото нема време да се рекуперира, односно обнови и да се одмори на некој начин. Тие хронични форми на стрес стануваат опасни. Сега природно, нашиот мозок на вакви опасни ситуации, како што се несреќните, трагедии, како во Кочан или некоја друга несреќна вест, реагира преку стресна реакција на телото. Така? Во однос на, ајде речеме, животинската функција на нашиот мозок, многу не му менува дали се соочува со реален стрес, например сега најде некое си диво животно во студиово, така? Јасно. И ние почнуваме да доживуваме стрес, односно веројатно ти би се тепал, би се соочил, фајт со него, јас би избегал. Например, така. И во двата случаи ние потребни се телесни ресурси, енергија за да избегаме и после телото да се смири, така да се врати во хомеостаза. Но исто така, стресната реакција е последица и на перцепирани ризици и перцепирани опасности, кои што во реалноста може и да не постојат. Ова е многу важно. Така? Тоа е практично замислено само. Па, на некој начин, интерпретирана опасност. И сега, изложеноста, еве да речеме, што е опасноста од прекумерно конзумирање на негативни вести и негативни информации, е токму тоа, постојано, преминување во активирање на стресни одговори на телото, врз однос на трагедии, и полека, акумулативно, периодот, тоа на некој начин станува еден вид на трауматско искуство. Така? Има повеќе форми на трауми, има акутни трауми, има хронични трауми. Овој вид на трауми, веројатно, психолозите некаде би ги класифицирале во зборот е vicarious или викарни трауми, или јас на македонски се обидов да го посрам како посредни трауми, или преземени трауми, индиректни трауми, така, кои што произлегуваат од обсервација на туѓо страдање, не лично. Така, значи, кога јас гледам дека некое друго суштество, еве, не мора човек да биде и животно да е, јас сум исто така како обзервер истрауматизиран од таквата состојба. Значи, посредно. Не мора јас тоа лично да го доживеам. И сега, постојано кога сме изложени на туги страдања, веројатно, со текот на времето, нели преку активација на стресни одговори на телото, станува проблематично. Кое е решението, конкретно кај социјалните мрежи? Кое е решението на таа навлеченост, психофизичка на постојаната изложеност на вести? Што може да направиме? Да бегаме од социјалните мрежи? Тоа е речиси невозможно. Но како да го регулираме тоа? Како да ги избегнеме тие константни притисоци на негативните вести? Социјалните мрежи за жал се намерно дизајнирани да бидат зависни, односно да предизвикуваат зависни. Се разбира, нив им требаат пари, мислам природно, на основачите, на луѓето што ги создале. Така, и самите системи кои што ги воведуваат, например, на интеракција во нив, го следат така наречен
се нарекува тоа вариабилен ratio schedule, сите нотификации кои што ги добиваме се еден вид на мали допаминчиња, мали радости кои што ги доживуваме кога ќе видиме одредена црвена нотификација, но не ги добиваме на регуларна основа, така, не ги добиваме на секоја минута, не ги добиваме после 5 клика или скролања на регуларни, тоа се вика однесувања, туку ги добиваме неочекувано, непредвидливо. И кога се прават студии, например, за како нашите допаминергетски патишта реагираат на непредвидливи ситуации, социјалните мрежи во суштина не се многу различни од начинот на кој што коцкањето, например, на слот машина функционира. И тогаш правиш одредено насување и не знаеш кога би можел да добиеш. Така што социјалните мрежи се за допаминот е хормон за среќа, ако не се лажам, чисто за тие што не знаат. Така. Има повеќе функции, но тоа е вообичаениот, ајде да речем. Обично кој што сигнализира еден вид на позитивен стимул, на позитивен настан, од нешто што значи као му вика на организмот као ова може добро, пробај да го повториш во иднина. Так. Одлично објаснето. Мислам дека вака им се објаснува склоноста на концкарите, одnosno зависноста од машините, добро? Така, сега затоа мора јас често пати овој со пријатели и со студенти го зборуваме за сериозноста на социјалните мрежи, како технологија и како медиум, посебно со употреба нели на технологија како што се паметните телефони, кои што се постојано со нас. Така е. Некако како да се инфилтрира во нашиве животи незнаено од како тројански коњ и стана дел од нормалното секојдневие, него киднапираа нашиот физички социјален живот, бизнисот, економиите, професиите и така натаму, но многу малку седнуваме и размислуваме за нивниот ефект, нели, врз нас. И за жал е навистина тешко да се бори човек против целиот општествен контекст во кој што се наоѓаме сега. Веројатно најголемата промена, односно во контекст на намалување на изложеност на негативни вести е да намалиме употреба на нашиот паметен телефон. Што значи тоа? Да практикуваме некој начин на дигитална хигиена. Да не го чуваме до себе. Например, кога легнуваме да спиеме навечер, да не биде до нас на масичка, да не го користиме дури ни како аларм, затоа што телефонот има киднапирано многу други предмети кои што историски сме ги користеле со едноставна и уникатна функција, например будилник, така да не разбуди. И знаеш дека го користиш за тоа и толку, но сега телефонот е будилник, часовник, телевизор, радио, се воедно. Значи, и ние треба некако да се отстраниме од него, најпросто кажано во најголема мерка што може. Така. Колку и да е тоа тешко. Така. Ние веќе сме толку навикнати и го асоцираме со секојдневието, што е навистина тешко. Значи, веројатно мора навистина да почнеме да размислуваме активно за тоа како овој предмет или овој објект мене ми го контролира животот. Односно, идејата е дека јас би требало да го контролирам телефонот, не телефонот мене. Затоа што во поголем дел од времето изгледа дека телефонот не го диктира нашето темпо. Нотификација кога стига, ти го одзема вниманието, те привлекува да го земеш телефонот. И да видиш што има. Да видиш што има. Нотификација по нотификација, подоцна нели алгоритми кои што нудат слични содржини. Иако во некој нормален зајачка дупка. Иако во некој нормален живот, условно кажано, нормален, оној што постоеше пред телефоните и компјутерите, баш ќе ви беше гајле за 99% од нотификациите што ги добивате. Така. Едноставно, затоа што тоа се главно вести што и не мора да ги знаете, не се круцијални за вашиот живот. Да, ма секоја нотификација несвесно твојот мозок вика чекај, ова можеби е важно. Можеби е важно. Така. 99% од суштина не се важни. Така е. Професоре, не изгубивме. Потрошивме многу време на ова исклучително интересно прашање. Јас би можел да продолжам уште да прашувам на оваа тема до бескрај, но времето забрзано ни се троши. Сакам да позборуваме за корупцијата, односно за психологијата на коруптивно однесување и така наречениот коруптивен менталитет.
Зошто го велам ова? Корупцијата е едно од клучните прашања со кои што се занимаваме веќе долго време, со оглед на фактот дека сме ние, да не се лажеме почитувани гледачи, крај на корумпирана држава. Кој корумпира, кој корумпираат е помалку важно, меѓутоа сите сме учесници во тој процес, се навикнавме за се да го потребуваме овој механизам кој што не убива. Во основа не убива. И сега да ми го објасните тоа експертски, од некоја психолошка гледна точка, како едно човечко суштество станува плен на коруптивното однесување. Да. Не можам поедноставно од ова да го кажам. Го користиме терминот коруптивно однесување затоа што нели му приоѓаме од аспект на психологијата, не од аспект на, да речеме, политиката, правото и така натаму. Социологијата, која што нели ја третира корупцијата како општествен феномен, но сакаме да се спуштиме на едно човечко ниво и да се обидеме да одговориме на прашањето зошто индивидуалци и зошто групи на луѓе се вклучуваат во некакво си такво коруптивно однесување. Ова е најконкретното прашање што може. Така. Како и се во психологијата секогаш е комплексен модел сплет на фактори, каде што дел од тоа се препишува, например, на одредени црти на личноста. Така? Оние вродени црти зборувате? Личноста во голем дел е, да, биолошки заснована. Некои студии велат околу 50% нашата личност ја наследуваме генетски од нашите родители. А 50% не ја создаваме сами. Така, значи, секогаш психологијата, барем она гледиште на кој што јас се инсистирам, е да еден модел на интеракција помеѓу средината и предодредностите кои што ги носиме во себе. Значи, да речеме... Сакате да кажете дека во добар дел коруптивноста ја носиме природно во себе. Вака, ајде да објасниме може би одредени црти на личност во различна ситуација може да бидат позитивни, во друга ситуација може да бидат негативни. Добро. Еве еве пример еден Така, што да ми доаѓа на примери. памет да речеме дека некој малку повисоко котира, не мора да е клиничка форма, да речеме некаква си психопатија, но е во некаква си субклиничка форма. А тоа субклиничка значи дека не ги постигнува критериумите пропишани по прирачници за да диагностицира, Но тука е некаде. Повремено покажува некакви си такви однесувања кои што генерално таквата особа функционира, да речеме, нормално во општеството, но повремено понекогаш покажува такви тенденции, нели? Затоа се вика субклинички, некаде при граница. И моабетот е дека ако некој не чувствува луѓе кои што не чувствуваат страф, например, обично се асоцираат со такви особи, во некаков си негативен контекст, посебно каде што се злоупотребувани во детството или нешто, може да преминат во сериозни криминалци. Така? Но кога се социализирани квалитетно во своето детство и кога ќе се најдат во иднина по игра на случајот во некаква си продуктивна просоцијална средина, Одлично. може да бидат многу продуктивни членови на општеството. Еве да речеме деминери на бомби. Маго најдовте добро. Не сакам никого да навредам, мислам воопшто не ми е поентата дека тие луѓе се некакви си психопати, не сакам никој да ме свати погрешно. Сакам да кажам Па некој ќе рече тоа си херои, аман, луѓе што ризикуваат живот. Точно. Што е разликата помеѓу херој и антихерој е правилниот социјален и ситуацијски контекст. Некој е храбар да деминира бомби и тоа е просоцијално социјално однесување. А некој е доволно луд да ги постави, така? Така. Разликата е во тоа. И едниот тип на човек, да речеме, носи помала реактивност на страф, односно е бестрашен, но во продуктивен контекст. Јасно. А другиот е бестрашен во негативен контекст. Сега што е со ова во коруптивниот сегмент? Така. Ова е битно да го нагласиме затоа што не значи дека одредена
црта од одреден склоп на личност, дека во сите ситуации ултимативно така ќе се, односно модификаторот често пати е средината во која што се наоѓа. И сега да речеме имаме некој човек кој што повисоко котира на така наречени црти на личноста, темни црти на личноста, што ги нарекуваат темни триади. Тоа е макиавелизам, нарцизам и психопатија, на пример, да речеме. Мислам дека не треба да го објаснуваме, ова веројатно секој разбира што значи тоа. Тоа се модели, мислам, овој модел е понов модел на гледање на темната страна на личноста, нели тоа не е битно во суштина, повторно negativity bias, односно пристрасност кон негативното. Околу 2002 мислам дека е воведен како термин од страна на двајца канадски психолози, имињата им беа Полхаус и Вилиамс, мислам дека ако добро. Тоа е помалку важно, професоре. Во однос се однесува макиавелизмот, ако не се лажам, потреба за моќ, отприлика. Нарцизам е самољубие, во ред. Добро. И сега психопатијата, тоа е веќе нешто. Сите се поврзани еден со друг, но секој се е доволно засебен за да може да се дефинира како посебна категорија. Например, макиавелизмот е асоцира многу со манипулативни однесувања, кои што има ултимативно водат до стварување на некакви си цели, кои што пак може да бидат мотивирани од нарцизмот. И тоа е тоа, да. Така. Затоа и се нарекува нели по Николо Макиавели, владетелот и така натаму. Добро, и велите овдека когнитивни предрасуди спомнувате, морам да признам дека навистина го забрзувам процесот, ќе ми истече времето за емисијата, а толку ме интересира што ме фаќа паника. Да, само сакам да бидеме прецизни затоа што да не испадне недоразбирање. Се разбира. Затоа мора внимателно да ги секогаш е нели во деталите ѓаволот тоа што рековме. Така што сакам да кажам дека луѓе кои што типично можеби котираат, односно имаат малку повеќе од овој вид на црти, во дадена ситуација во која што можеби не се нашле со намера, случајно се нашле или не, едноставно почнува да ги посклони, односно почнува да ги манифестира, се посклони затоа што на пример имаат помалку совест за доброто на другите. Второ, имаат Кратко прашање, совеста исто така наследна? Па нашата психологија е секогаш, како што кажав, дел наследно, дел од интеракција со средината. Јас веројатно се рачунам себе си за човек кој што има совест, еве, можеби вака претенциозно, нарцисистички, меѓутоа наистина не можам да разберам човек кој што нема совест, човек кој што може едноставно да поминува преку најнемилосрдни облици на однесување и мува да не го лази. Така, значи тоа е тоа, значи и луѓето секогаш треба да се гледаат на континуитет. Од екстремно вакво до екстремно такво. Значи, не се црно-бели работите. Некој за нијанса е малку повеќе совесен од некој друг. Некој е помалку, некој е малку поекстровертен од некој друг и така натаму. Но кога некој ги има овие карактеристики што ги зборувате, иако има надворешна дразба посилна, тој започнува да го манифестира ова коруптивно однесување, затоа што тој верува, претпоставам, дека нешто му следи, верува дека е потценет, па сега му дошла шансата. Так. Значи, вака, тоа ја зголемува веројатноста за таквите луѓе да функционираат така. Значи, секогаш зборуваме во веројатност. Тоа не значи дека некој ако поседува такви црти, дека 100% ќе се однесува корумпирано, но тоа ја зголемува малку повеќе веројатноста. И сега, нормално дека тие луѓе треба да бидат малку софистицирани. Прво, мора да бидат примарно движени од надворешни награди. Така, ако јас сум задоволен со некаква си внатрешна убавина, веројатно нема да се однесувам корумпирано. Да. Туку ако мене многу ме мотивираат пари, материјални добра, социјален статус, надворешна валидација, тогаш веројатно тоа е дел од приказнава во персоналите, нели, во типот на личност. Така, но ние се обидуваме тоа да го објасниме и уште по едноставно. Во држава во која што сиромаштијата е прилично изразена, се вели дека е нормално луѓето да бидат покорумпирани затоа што од таа корупција им зависи дури екзистенцијата. Не реков дека е понормално да бидат покорумпирани. Да, јас го велам тоа. Тоа е едно општо прифатено мислење затоа што еден ќе видите напамет зборувам. Еден службеник на граница што има некоја смешна плата, односно мала плата, полесно ќе се нафати да прими подкуп, отколку тој што би имал сериозна плата, па ќе рече нема потреба. Тука доаѓаме до тој момент на социјалното влијание, нели, односно културолошкото влијание во однос на контекст на корупцијата. Пример, кога социјалните психологи го проучуваат социјалното влијание, зборуваат за така наречени социјални норми. Но
иако има еден збор, има различни видови на социјални норми. Едните во литературата на англиски се дефинираат како injunctive, или мислам дека на македонски го преведов тоа како забранувачки. Другите се descriptive или описни социјални норми. Е сега, што е разликата? Овие забранувачките повеќе се базирани на некаков си филозофско-етички концепт, односно го поставуваат нормирањето врз основа како треба да бидат нештата. Како треба да бидат, така? Но тоа е описните оптимално, норми, како да кажам. така, е како всушност е, односно што највеќето луѓе прават. Е сега ти можеш да се повикаш на тие забранувачките или индуктивните норми, да речеш, нели, треба да биде чисто. Го држам тоа како вредност, не треба да фрлам ѓубре на улица. Но фактот дека голем дел луѓе фрлаат, Точно, но бидејќи сите така прават, Така е. под наводници, и Правам јас и така јас. ќе правам. Тоа е влијанието на тие описни норми. Или, односно, перцепцијата за истите, затоа што во реалноста не мора да е така. Може би да е обратно. Јас секој семестар, кога предавам во пролетен семестар, во летниот семестар социјална психологија, со студентите правиме малку така мини експериментче, ги прашувам за нивниот печаток колку луѓе на кампусот, например, пушат од нивните колеги. И обично велат дека соодносот е, не знам, 3:1 или 2/3 пушат, 1/3 не пуши. Во реалноста е обратно. 1/3 пуши, 2/3 не пуши. Но бидејќи често пати се среќаваат со други луѓе во таква социјална интеракција, да речеме во кафетерија или на тераса или така, се добива впечаток дека многу повеќе луѓе пушат отколку што реално пушат во реалноста. И тоа е опасност затоа што описните норми не мора да кореспондираат со реалноста, односно како нам не изгледа дека е. И ако јас, еве да се вратиме на корупцијата, ако јас верувам дека као сите тоа го прават и као сите генерално поминуваат неказнети, така? Ќе го правам и јас. Тоа е дескриптивна норма, описна норма, која што јас се прифаќам како вистиница и ја зголемува веројатноста и јас да го правам. Зошто? Затоа што сите така прават. Така е. Уште едно прашање сосема за крај. Колку можеме, ако најкратко што можете, да се абстрахираме во смисол од абстрахирање на сопствената личност од разговорот или од околината која што не обскружува. Колку е тоа реално можно? Ние сме дел од околината, ние сме дел од битисувањето. И клучно прашање за секој што сака веројатно да размислува колку што може пообјективно е да се дистанцира. Но колку тоа возможно реално? Така да, многу битно е човек кога размислува објективно за нештата да може да се дистанцира или да се абстрахира лично од истите, односно да ги погледне од трето лице еднина. Тоа е битно затоа што природно сите од нас носиме некаков тоа се на англиски се наречува terror management theory или страф од ајде да го упростам најултимативно, страф од страдање или страф од смртта, така? И сега било која информација веројатно и свесно и подсвесно ја филтрираме низ призмата на моето јас во однос на тоа. Значи кога ќе слушнам нешто, например, зборував за социјално однесување на лебарки на еден од часовите и обично тоа предизвикува малку лебарки, сега ќе збориме. И токму тоа е моментот каде што треба човек да се абстрахира од тоа личното, односно какви емоции ми предизвикува, односно да го непотребно да го лепам примерот за некако си мое претходно искуство, односно да се абстрахирам од истото и да се обидам да го разбирам на еден љубопитен, академски, објективен начин. Но тоа е важно за професор, тоа е важно за академски граѓанин кој што истражува. И за секој човек кој што човекот носи одлуки. Како да се абстрахирам себе си од трагедија која што сите не оптеретува за да бидам професионален. Еве ние тој како новинари имавме тој проблем. Ние во даден момент мора да зборуваме за една страшна работа која што сите не обременува, која што природно и нас не убива, не мачи, не растажува и така натаму, ние сме поставени, така е, а професионално мораме да зборуваме за неа, мораме да размислуваме за неа и сето тоа да го восприемаме рамно, што се вели, односно со дадена дистанца. Ние сме принудени практично на тоа, но како тоа да го прави обичниот човек?
обичниот во наводници? Па, мислам дека сите сме обични луѓе на некој начин, затоа што Се сите разбира. функционираме на истите... Но човекот кој што нема академска или професионална обврска, тоа ми беше зборот. Тешко е затоа што веројатно мора претходно да се смират силните емоции од настанот. Емоциите не се персе лоша работа во контекст на носење одлуки. Многу, например, современи гледишта зборуваат за емоциите како... Па нели се вели избришете ги емоциите кога треба да носите одлуки? Вака, како и се е малку покомплексно, нели, гјаволот е во деталите. Значи, емоциите се само, веројатно, едната страна на паричката. И не значи дека не се информативни. Например, луѓе како некои невронаучници, Антонио Дамасио, пропонираат хипотези од типот на емоциите како ги нарекуваат соматски маркери, односно со нашето тело обележуваме настани. Односно, моето тело следниот пат например го обележува настанов, за следниот пат ако се најде во слични околности да едноставно да знае како да изреагира. Повторно има некаква си преживувачка вредност. Тоа не значи дека персе емоциите се лоши во контекст на носење одлуки, но проблемот е и да мисловниот дел да го разбере тој факт и да знае до каде моите емоции влијаат во однос на тоа, дали тие импулси се релевантни во носењето на одлука или не, значи мора да има интеракција помеѓу двете страни. И тоа е најтешкиот момент, нели, затоа велиме многу е тешко да се контролираат емоции затоа што се голем дел автоматизирани кај нас. И абстрахирањето веројатно прво подразбира релаксирање, односно смиреност. Повторно, тоа не значи дека не може човек да биде емотивен за одреден настан, но да не биде автоматизиран во реагирањето. Односно, се релаксира, отстрани, смири и да се ги погледне и емотивните состојби, и рационални, и разумните размислувања и да носи одлуки врз база на тоа. Или да го отстрани тој момент од како да стравува, леле, ова може и мене да ми се деси, како ова мене ме засега, да го отстрани на личното, така, и да се обиде да го разбере во трето лице еднина. Како, например, X суштество би му влијаело ова, или како X суштество би направило така, значи, многу е полесно, дури во гледав некои документарци, го користите како тактика и стратегија во испрашување, например, на луѓе со тешки форми на криминал, кои што одбиваат да зборуваат во прво лице еднина за своите активности, се многу комфортни да зборуваат во трето лице. За некој друг, кој го има и по филмови и по така натаму. Тоа е моќта на абстрахирањето. И јас мислам лично, ова е сега моje мислење, нели, не мора сите да се сложуваме, дека способноста на абстракција, на абстрахирање од личното е нешто што се учи, што се вежба, што се стекнува и треба да се практикува за подобро да бидеме подобри носачи на одлуки во животот. Професор Атанаски Јаковски, ви благодарам за гостувањето. Јас морам да ве предупредам дека ќе ве барам повторно многу брзо. Има уште толку многу теми за кои што сакам да разговарам со вас и околу емпатијата и бројни други нешта, да не ги откриваме. Благодарам за навистина изворена вечер. Благодарам за поканата, навистина многу брзо поминува времето, тоа значи дека сме уживале и двајцата, било интересно. Така е. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Утре во 15 часот репризното издание на оваа емисија. Јас ви закажувам нова средба утре вечер со мене и со нови гости во 22:30. До тогаш пријатно и размислувајте за ова што го зборувавме со професорот.